Добро, еве и од мене добар ден. Јас навистина сум среќен што денеска се наоѓам овде, на ово преубаво место. Немам што да додадам во однос на новој проект, на тоа што веќе претходните говорници го кажа, од аспект на технички карактеристики, од аспект на буџет. Мене ќе ми дозволите само да му се заблагодарам на градоначалникот и да му честитам за посветената работа, еве што изготвува проекти, со тие проекти аплицира во оваа владина програма, за да можеме ние да реалоцираме средства од централниот буџет и да поддржиме ваков тип на општински проекти. Да се заблагодарам на моите колеги од владата, членовите на владата, на советниците, на администрацијата овде во општина Студеничани, на сите оние кои што работат за доброто на граѓаните. И се додека функционира сето ова вака како што функционира, ќе има проекти кои што значат поквалитетен живот на граѓаните, покомфорен живот, поубав живот. Ние немаме намера да заборавиме ниту едно место на целата територија на Македонија. Ќе инвестираме секаде. Тоа го правиме еве веќе 9-ти месец, покажуваме еден поинаков начин на функционирање на влада. Еден од претходните говорници кажа дека порано се инвестираше во општини кои што не беа градоначалниците од опозицијата, се бираше од која политичка партија се, ние немаме таква намера. Инвестираме секаде и ќе продолжиме така и да се однесуваме во иднина, да покажеме еден поинаков карактер, едно поинакво однесување, бидејќи граѓанинот, македонецот, албанецот, турчинот, србинот, ромот, бошњакот и сите останати, влавот се центарот на нашето внимание и сите ние заедно ќе работиме за нивно подобро утре. Така што уште еднаш еве да им посакам уште многу проекти овдека во општина Студеничани и поубав и покомфорен живот на граѓаните во општина Студеничани. Ви благодарам. Ако имате други прашања, ви стојам на расположение. За темава премиерот граѓаните ве праша вам, па и нам ни кажа да ве прашаме да пренесеме за вториот дел на проектот до Алдинци, кога патот и за водата што ве праша стариот. Кога вода? Па еве слушнавте од градоначалникот дека сега во втората фаза, односно во вториот дел од јавниот повик што оди преку Министерството за локална самоуправа, веќе имаат 6 проекти подготвени. Дел од тие проекти ги опфаќаат и овие кои што вие ги споминавте, и водоводните системи во Количани и останати други патни правци. За жал, многу малку е инвестирано или во изминативе децени, но ние таа перцепција, таа слика имаме амбиција да смениме и гледате, еве правиме еден проект кој што има вредност од точно 63 милиони денари, 59 милиони се обезбедени од практично централниот буџет, останатите средства се обезбедени од страна на општината и се додека оваа синергија функционира безпрекорно, граѓаните ќе ползуваат придобивки од сето тоа. Ние немаме намера тоа да го смениме без разлика во која општина работиме, од која политичка партија е градоначалникот, бидејќи ние сме избрани од граѓаните, ние сме влада на сите граѓани и така ќе се однесуваме. Може надворот има, дали владата планира нов оперативен план за вработување? Да, владата планира овој месец, март месец, да го донесе новиот оперативен план за вработување, со што ќе бидат издвоени нешто помалку од 40 милиони евра, мислам, негде околу 38-39, и веќе по неговото усвојување агенцијата ќе може да се тоа го имплементира и да ги поддржува овој тип на активности со посебен фокус на младите до 29 години. Затоа што иднината на Македонија се младите и ние мораме да се однесуваме така и да ги задржиме младите тука, да не ни напуштаат државата. И токму таков ќе биде фокусот на овој нов оперативен план за вработување. Има најави за нова прва емисија на акции од една македонска компанија. Проблемот е во тоа што Комисијата за хартија од вредност нема председател, со што се судираат со статутарен проблем кој да ја свика седмицата за да се изгласа, односно предложи проспектот. Ќе именувате ли председател на Комисијата за хартија од вредност, бидејќи ќе биде добра веза македонската економија, македонските фирми ако имаме прва ИПО во Македонија?
Да, видете, знаете дека претходната председателка на комисијата си поднесе оставка и сега има процедури кои што се врзани со законски временски рокови. Тие се почитуваат, процесот трае во рамките на парламентот, тоа не е во надлежност на владата. Очекувам овој месец тој процес да се заокружи, да се избере новото раководство на Комисијата за хартија од вредност и ова што вие го споменавте да се операционализира. Јас поздравувам и поддржувам секогаш иновации. Се сеќавате во минатото, како политичка партија, отпочнавме еден процес на издавање општински обврзници. Се сеќавате тој процес како заврши, не најде на разбирање од страна на претходната влада на СДСМ и ДУИ. Ние така нема да се однесуваме, ние секоја ваква иновација, активност ќе ја поддржуваме и со полно срце би ја поздравил и очекувам до крајот на овој месец тој процес во рамките на собранието да се заокружи, бидејќи е ингеренција на собранието, не на владата. А дали ќе продолжите со општинските обврзници, например да се раздвижи пазарот на обврзници, бидејќи тој ќе природно има пад во моментот, бидејќи денационализацијата завршува полека тргувањето, ќе поттикнете ли малце тргување на берза и поддршка на берзата, бидејќи државата неколку пати помагаше и од берза вика тоа беше добро. Во овој момент сме фокусирани на овој проект кој што е навистина значаен. Повеќе од 350 милиони ќе бидат инвестирани, негде околу 21 милиарда денари во овие први два повика и цениме дека на тој начин најголемиот дел од потребите на граѓаните и општините ќе бидат затворени. Но и понатаму ќе продолжи да се инвестира доколку има потреба, се разбира. Дали тоа ќе биде директно преку буџетот или ова што вие викате ќе се обидеме да стерилизираме ваков тип на финансиски инструменти, се е опција, не велиме не. Битно е дека најголемиот дел од општините се консолидирани и еве уште една добра вест за македонските граѓани, набргу од денеска ќе ги финализираме преговорите за отприлика половина милиарда евра. За сега ќе задржам името на државата, настанува збор за европска земја, пари кои што ќе бидат вложени во реконструкција на локални, регионални и експресни патишта, што повторно ќе значи бенефит за општините. Општина со општина ќе се поврзуваат со локални, со регионални патишта и сето тоа заедно со Министерството за транспорт и со подпредседателот на влада и министер за транспорт го проценивме на вредност од половина милиарда евра. Државата Македонија се гради и тоа е добро. И треба да продолжиме да ја градиме, затоа што ние друга татковина немаме. Господине Мицкоски, започнавте инвестицијски циклус во образованието, пред неколку дена најавивте изградба на училишта. Што друго инвестирате во образованието? Образованието е еден од главните приоритети на оваа влада. Во моментот имаме инвестицијска активност од околу 2 милиарди денари за проекти во образованието, повеќе од 30 капитални инвестиции, 7 комплетно нови училишни згради, 20 се реновираат, спортски сали во Струга и во Битола, отпочнуваме со спортските сали Кисела вода и аеродром. Во план е продолжување на проектот за реконструкција на универзитетите, односно зградите на факултетите Финки и ФФК, отпочнуваме со кампусот Мајка Тереза, така што образованието представува еден значаен фокус на оваа влада и така ќе продолжиме да се однесуваме. Истовремено ќе продолжи инспекцијскиот надзор на оние високообразовни институции, но и оние други образовни институции кои што не ги исполнуваат стандардите, ќе бидат опоменати, доколку не превземат ништо во насока на исполнување на стандардите, ќе мора да бидат затворени. Затоа што нашите деца треба да добијат европско знаење, а тоа може да го дават институции кои што ги почитуваат законите и кои што нудат таков тип на пренос на знаење. Така што реформата во образованието е навистина опсежно. Знаете, оваа година учениците нешто што не е за фалење ги добија книгите на 1 септември, исто ќе биде и во следната година. Ние пред 10-15 години зборувавме за компјутер за секое дете, денеска сме среќни ако има секое дете учебник, но за жал
Имавме цунами 7 години, кој што за жал и тоа не можеше да го направи онаа влада на СДСМ и ДУИ, па мора оваа влада буквално сите тие елементарни работи да ги прави. Премиере, уште едно прашање имам. Мали или речиси никакви се шансите дека Македонија ќе издействува репреговарање на преговарачката рамка? Од друга страна, имате ли вие оптимизам некаков дека ќе добиеме гаранции од Европа дека нема да има нови блокади по евентуалните уставни измени? И ако не добиете такви гаранции, дали ќе излезете пред граѓаните да кажете да, еве, блокиране патот кон Европската унија? Како човек и политичар, ќе сторам се што е во наша моќ да граѓаните добијат европска иднина. Без разлика дали тоа Европа сака да не прими кај незе или ние ќе ја донесеме Европа овде. Тоа е мој личен приоритет. Бидејќи јас сум сепак редовен универзитетски професор, образувам млади луѓе и знам дека тоа е иднината на оваа земја, нема друга. Дека во овој момент имаме обструкции кои што немаат никаква врска со европските вредности, факт е, тоа сите знаете, имаме. Дека се бориме да ги надминеме, се бориме. Дека има рок, нема рок. Се додека немаме јасна европска перспектива, ќе преговараме и ќе се трудиме да го одблокираме овој процес. Ќе сториме се што е во наша моќ. Нема откажување. Нема никогаш да излезам малодушно пред сопствените граѓани да кажам блокиран е патот, нема иднина. Ќе се борам се додека функционирам. Кога нема јас да функционирам, ова ќе го пренесам на оние кои што ќе бидат во владата мои наследници, ќе им пренесам што сме правеле и ќе им дадам смерници што мислам дека треба да плават. Дали тоа ќе го прават, тоа си е нивна работа. Никој не е вечен. Луѓето се минливи и менливи. Делата кои што остануваат позади нивната работа говорат дали направиле нешто за граѓаните или не, дали направиле нешто за државата или не. Јас верувам дека во овие 9 месеци како претседател на владата правам добро за граѓаните. И тоа граѓаните го покажуваат на анкетите и на јавното мислење. Верувам дека членовите на владата прават добро за граѓаните. И знам дека сите тие се мотивирани да направат проект повеќе, да испорачаат нешто плюс за граѓаните. И се додека е така ќе функционираме и ќе работиме. Нема никогаш, веруете, никогаш да излезам и да се предадам и да речам оваа битка е загубена. Не. До последно ќе се бориме и ќе се обидеме нашите аргументи да ги пренесеме, се со цел овој процес да го одблокираме и да добиеме вистинска европска иднина, а не билатерални прашања од средниот век, да не бидат кочница, да не можеме да зборуваме за вистински европски прашања кои што се поврзани со 22 век. Тоа значи дека ни во отсуство на гаранции нема да има промена на курсот на надворешната политика на земјава? Апсолутно. Апсолутно ние ќе продолжиме да се стремиме кон Европската унија. Тоа е нашата цел и тоа е нашата крајна дестинација. Дали ќе го одблокира Европската унија поради барањето не на земја членка да го блокира овој наш процес, тоа зависи од самата Европска унија, не зависи од нас. Ние дадовме премногу, како ниту еден народ, како ниту една земја за таа Европска унија. Сменивме име, сменивме знаме, сменивме банкноти, устави менувавме. Што све не направивме, какви ти све не кнедли понижување истрпевме, и како народ, и како граѓани, за жал се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 25 години. Сега треба некој таму во Брисел да погледна кон себе, дали на вистина сака овој регион да го види и оваа мала земја во срцето на Балканот, малубројна земја во срцето на Балканот, со луѓе со големи срца во Брисел. Премиере, верувам ги следите случувањата во соседна Србија и ги слушате информациите од таму. Таму знаете денеска се подготвуваат едни навистина масовни протести. Информациите од тамошните медиуми говорат дека неколку земји соседни на Србија, односно структури од соседни земји на Србија, наводно учествуваат во некакви сценарија кои што евентуално би требало да се случат за одредени немири, за рушење на тамошната актуелна власт. Најпрво, дали имате вие вакви информации, бидејќи бевме споменати ние како држава, и како ја ценувате безбедносната состојба во нашата држава, дали се тоа може да се рефлектира и кај нас? Нормално е да ја следиме, неодговорно би било да не ја следиме состојбата со нашите соседи. И врз основа на тоа сме подготвени за предизвиците доколку постојат такви, имаме разработено сценарија, се разбира.
но не очекувам прелевање кај нас. А што се несува до наше учество, нашата политика е јасна. Ние ниту сакаме да ни се мешаат во нашите внатрешни работи, ниту пак ние ќе се мешаме во внатрешните работи на било која друга земја. Нашата домашна задача е наша домашна задача, а домашната задача на другите земји си е нивна домашна задача. Доколку некој побара помош од нас, советодавна, било каква, тука сме во рамките на законите и уставот на Македонија да овозможиме такво нешто. Доколку не, повторно, ние ќе си гледаме нашата задача, затоа што имаме ние работи кои што дома треба да си ги решаваме и ниту имаме амбиција, ниту пледираме, ниту сакаме да бидеме дел од внатрешните работи на било која една земја во светот. Премиер, вчера кривична судија е преиначи одлуката од домашен притвор на притвор за собственикот на Кутско Петрол Асмир Јалски. Смета дека ова се случи поради притисокот од јавноста и ваш притисок или пак се обидуваат навистина да си го почитуваат законот? Не знам, ќе треба да добиете коментар од судиите. Ваш став? Па, тоа е мој став. Не можам јас да коментирам од името на судиите. Сум рекол дека не ги коментирам судските одлуки и така и ќе продолжам да се однесам. Без разлика дали тие ми се допаѓале или не, јас нема да ги коментирам, така што зашто се овие променливи одлуки ќе треба можеби од нив да побарате мисли. Добро, од друга страна гледаме на која видна битка меѓу власта и ССМ. Денеска вашата партија соопшти дека неговите ставовите на Трендафилов излегуваат од кујната на СДСМ и дека ќе соопштите неговата максимална плата. Мислам, зашто се случува ова? Видете, оваа влада може е единствена во историјата на независна и демократска Македонија која што не доби 100 дена. Од прв ден бевме нападнати, од втор ден бевме нападнати, перјаница на целиот тој процес беше лицето кое што го споменавте, кој што ја злоупотребува институцијата. Таа институција, и знам сигурно дека сите не се истомисленици во раководството. Сигурно знам. За жал, наместо вистински борец за правата на работниците, тој отпочна да се пресметува со мене и со владата. Денеска, последниот штит на поранешната владина коалиција, а денешна опозицијска коалиција Левица, ДУИ и СДСМ, се неколку суди обвинители и ова лице. Тоа е последниот браник на некои минати времења и на денешната опозицијска коалиција Левица, ДУИ, СДСМ. Ние како влада имаме принципиелен став и ќе се држиме до нашите принципи.